Секојдневно се намалува бројката на објекти кои немаат обезбедени услови за испорака на топлинска енергија и имаат дефекти во внатрешната инсталација. Од 88 објекти за 24 часа, бројката се намали на 79, информираат од СМ снабдување и апелираат потрошувачите побрзо да ги отстранат дефектите со цел непречено снабдување на топлинска енергија. Во моментов 79 објекти немаат обезбедени услови за испорака поради дефекти во внатрешната инсталација. Поправките и редовното одржување со врска на потрошувачите. Оневозможен пристап до топлинските станици или прекин во снабдувањето со електрична енергија потребна за нивна работа, но моменталната бројка е во постојан тренд на опаѓање. Но иако надлежните уверуваат дека системите се подготвени и испораката на топлинска енергија ќе биде редовна, граѓаните пак велат парно нема. Дел од жителите на општина Аеродром преку социјалните мрежи реагираа дека вчера вечерта останале со ладни радиатори. Имаше сонце цел ден, па затоа го изгасија. Сите се разболевме, не разбирам што сакаат да постигнат. Каде е парното во Аеродром и Ново Лисиче? Нели е грејна сезона, радиаторите се ладни, децата се смрзнаа. Се јавуваат граѓани, прво се жалат во СМ, но се јавуваат и кај нас. Од регулаторна комисија за енергетика пак велат дека за проблемите со снабдувањето на топлинска енергија, но и за дефектите кои се појавуваат, граѓаните пријавувале и кај нив. Се јавуваат граѓани, прво се жалат во СМ, но се јавуваат и кај нас. Грејната сезона, како и секоја година, почнува на 15 септември и трае до 15 април, доколку прогнозираната средна надворешна температура за следниот ден е еднаква или помала од 12 степени Целзиусови, тогаш грејната сезона може најрано да почне од 1 октомври и да заврши најдоцна до 30 април. И оваа грејна сезона стартуваше со поплаки од граѓаните дека не ја добиваат услугата за која плаќаат цела година.